Добар ден, Победнички центар. Добар ден, мои драги соседи, пријатели и сограѓани. Центар е символот на непокорот. Центар победи тогаш кога беше највеќе потребно. Центар обстојува и покрај сите притисоци и закани. Центар и понатаму победува. Денес Центар е исправен уште пред еден предизвик и уште пред една неправда. Денес сите ние сме собрани уште еднаш да ја потврдиме и обзнаниме вистината за Македонија и пред се да ја утврдиме и обзнаниме вистината за Центар. Се она што денес ќе го чуете и самите вие лично го знаете, бидејќи сите вие, вклучувајќи ни нас, сето тоа го имаме доживеано. Знам дека овие разговори кои што ќе ги слушнете денеска само ќе ве присетат на некои работи кои што се имаат случувано во минатото. Ќе ве присетат на уништените влезови, ќе ве присетат на заглавените лифтови, ќе ве присетат на избушените гуми, ќе ве присетат на скршените штабови, ќе ве присетат на крадењето на избирачки материјал, ќе ве присетат на човечињата од Пустец и ќе ве присетат на многу нерегуларности и закани кои ни се случуваа во изминатиот период. Но, почитувани сограѓани, денеска сме тука да чуеме уште погнасни работи кои се имаат случувано во територијата на општина Центар. Тоа што го имате слушнато и ќе го слушнете, мене само ме охрабрува да продолжиме понатака во нашата борба. Но знам дека и тоа што ќе го слушнете и тоа што го знаете ве охрабрува и сите вас. Знам дека заедно, како и секогаш до сега, ќе извојуваме уште една голема победа за Центар. Победа за центарци, победа за подобра Македонија. Почитувани сограѓани, од денеска па една недела покасно, центарци ќе бидат исправни историски прв пат во својата историја пред еден клучен датум. Тоа е 26 април. На 26 април за прв пат во Центар ќе се одржи референдум за зачувување на автентичноста на ГТЦ. Тој референдум не е само референдумот на 26 април не е само референдум за ГТЦ. Тој е референдум за слободата, референдум за демократијата и референдум против Никола Груевски. Почитувани сограѓани, на 26 април ќе ја слушнете и ќе одекне најсилната бомба досега. Таа ќе биде бомбата на граѓаните, таа ќе биде бомба која ќе ги разнеша темелите на злосторничкото владење на Никола Груевски, но воедно ќе биде бомба која во исто време ќе ја зачува автентичните темели на ГТЦ, но и темелите на сите нас, а тоа е желбата за нормална, слободна и демократска Македонија. Почитувани, ќе слушнете еден пример на случај кој никогаш и никаде не би требало да се случи и во ниедна нормална, не смее да се случи во ниедна слободна и демократска земја. Ќе слушнете само еден од многобројните примери на кршење на партиски штабови и демолирање на истите и кој всушност стоел позади нив. Но не само тоа. Ќе слушнете и кој се е знаел и кој се ја криел таа вистина. Ало? Кажи го. Мартин, извини, а без оваа поракава што ти ја припретив, ама за да сме поефикасни. Дај никако на начиве, нека им се каже да не се глупираат со штабовиве. Нашиот дума се кршат штабови на љубе. Добро. И сега, знаеш, јас се глупирам, викам, не можеме да ги најдеме, а у Центар даме, знаеш, даме Мирчевски. Добро. Почитувани, но ова не е најтрагично за нас центарци. Најтрагично за сите нас и за цела Македонија што се случува во Центар е криминалниот проект Скопје 2014. Следниот сет на разговори ќе потврди дека кој е болниот ум кој стои зад овој проект. Тоа е лично Никола Груевски.
наместо како премиер на сите нормални држави да се занимава со крупни и државнички прашања, премиерот како ученик од второ оделение со моливче и гума го црта и го брише изгледот на центар, го црта и го брише изгледот на нашето Скопје и на нашиот центар. Ке слушнете како само наречениот голем патриот Никола Груевски со грчкиот бизнисмен Кондоминас го усогласувал изгледот на офицерскиот дом кој се наоѓа на плоштадот Македонија. Ке слушнете како ги нарекува своите криминогени другари и ќе сватите дека наместо 43.000 граѓани на општина Центар, за се во Центар одлучувале всушност Али Баба и 40 разбойници. Ке слушнете како самиот Груевски и Јанакиевски признаваат дека цел плоштад е нивен и тоа купен преку контраверзниот бизнисмен Алек Теранова, кој пред некое време ја напушти државата. Ке слушнете каков шовинист и каков нечовек е Никола Груевски. Миле? Во. Абе, овој... дознав дека овој... високиот. Добро. Наводно кога пред да се објави огласот, ја сменил сликата на тоа како треба да изгледа офицерски дом и тоа до него. Како е сменил? Па нешто немало да биде исто, туку слично, а не по таа слика што ни е Коста Магаровски што ја направи. Не, нали имавме... Тој беше Коста, после ме надогради тој другиот. Која? Офицерски дом? Да. И како ја направи? Па, имам сега сутре да ве дадам. Нали му го ангажиравме дополнително, тука му тој беше сместен негде, па му плаќавме тоа. И се, колку личи на офицерски дом? Поише личи или помалку? По-добре, нали ме гледавме заедно? Ама не, оние подобри таа до неа, до офицерски. Нели две продававме? Двете... Таа едната ја направи Коста, а ово е подобри. Така, а да. офицерски немаше подобри. Та не ми текна кој беше, мислам дека двете ги работеше. Ај види утре и кажи ми. Важи, ќе проверам. И ти ки си се видел со него, у четврток? Само на крај, видите, на крај ние му даваме согласност с него. Што е ставено од древа, така да тоа беше само нацрт. Крајниот дизајн ние го добруваме. Така да немате тука многу. Миле, колку си сигурен дека до 12 април мора да извади за офицерски дом овој човек кој го купи, мора да извади одобрение? 99%. Вредниот дел, како што ви реков. Нели 2 години било? Значи сега точно датум вчера ще ви го кажа, сега нямам пред мене, я не знам кој беше датум. 12 април ми го кажа. 9 месеци по така, се не знам, пред 12 и тоа 12. Спреми се ти добро за состанокот ки сте имали у четврток состанок. Да. Расчистете го тоа со датумот и прати ми утре слика да го видам тоа. Ја мислам дека он на офицерски не менуваше, туку менуваше само на таа до офицерски. И за таа ние го замоливме да менува. Да, тоа беше грда. Да, знам за тоа. А оваа на офицерски уопште не се сеќам дека менува нешто. Значи утре ќе ви го пратам, ама знаете во предвид дека на крајот ние му го добруваме, така да... Ако ние му го добруваме, да знаеме што сме му дале. Добро. Ајде. Драги пријатели, Сакаш нешто ме праша за ова, за Мали? До вас, до локацијава, што ја продававме за хотелот, така? Овие, нали ми имаш на площад што е за хотелот? Добро. Тоа беше градската куќа со хотелот. Да. Аха, добро. Нали ми имаше таму 3 приватни лица. Да. И денеска бе едни од нив ке мене. Тие се стават озеленило. И чисто најуваат дека прво тие со понуда дадоа дека по 3000 евра дека се согласува да му се брат земјиште, дека ќе се буна, дека ќе оградуваат земјиштето и така натаму. Му понел некој сам, се вре вика не е згодно вака, ние трнавме културно, ќе се буниме да си оствариме правото. Кај овој, кај Али Бабовски, ден дале. Еден е тој Али Баба, уште 20 има други. Да, ама не може заради него страдаат и други. Не, чисто сакав тој дел да ви го кажам, ништо специјално.
да го... Тоа е тоа. Не, чисто мислам да го... Да, чисто како информација. Не, очекувам дека има тако нешто, ама ти гледај колку време со Алибаба нема друго. Не, знам и што бара како бара. Чисто тоа сака да го кажам како информација. Нема да мрне вода. Да, јасно. Океј, тоа сака. Да Алибаба нема ни на повидов нешто. Јас сакам нашиот мандат да се игра и тоа, не сакам 25 да се игра. Не, знам и ми кажа инвеститорот и сум окей си, ама само чисто како информација да имате, ништо повеќе. Дека може такви работи да правиш. Луѓето му екзистенција, тоа е. Тоа е, ама... Океј, поздрав. Ние гледаме поголемата цел. Океј. Океј, поздрав. Иле. Молам. За скалите. Добро. Можеме ли кој да си го изгради тоа и да ги продаде доќаните доле? И у Кјадис. Да земе кредит. Зато генерално може и тоа го дискутиравме, ама не знаеме колку пари чини тоа. Па ја мислам краткава варијанта ако се прави по некои 4-5 милиона, а дугачкава, ова високава, веројатно е поише. Да зборам со Цветко, мај да почекаме со Станоков Совес, зашто тој е заинтересиран. Овој човеков што ви зборев. Заинтересиран е, тој вика, ама... Да, ама знаеш од која земја доаѓа? Не, дали да го пуштаме да гора? Тука на поштат, ќе се охребат, они ќе доаѓаат на поштат после. Знаеш. Друго е таму да иде таму покрај Варда, таму кај Кале. Или не знам, железничка станица онамо. Друго е у центарна пошта да ти влезе така. Инаку тој има 30 години живеено во Франција. Ама таму му е потекло. Се врати таму бил како дете бил, но на студии заминал во Франција, 30 години живее во Франција и се враќа во Франција, да, и се враќа повторно. А е муслиман или е католик? Католик. Ако е католик. Српски, католик е, не. Појма нема со... Овој Радика што го има не бил католик, православен. Радика хотелот. Католик и залюбен во барок. Значи човеков е по звање, значи по струка е уметник. А, уметник е по струка, затоа он толку по барокот. Милен. Мо. И се ова пропаѓа, што е работа? Треба пак да го вејаме, ама треба да имаме некој сигурен. Ова од Розе од Динго до четвртокот има одлука, после вечерта има управен одбор и 20 од бугариве не се согласиле. Му кажува на Алек, ама било кажува. Алек наводно не за да не излезе и ком некоја појавета се зборели со вас ми рече. Не е проблем, ќе го вејаме пак, ама беше таа ке мене, ги донесе документите, ги проверивме документите, се беше окей и на крајот кажа. Вилојме дефинитивно дека се откажуваат. Јас се слушнав со Розе, ми вика Миле, не можам одлука да донесам. Вика, бидејќи не сте сигурни колку пари тоа ќе ги чини. Јас направив естимација околу пола милион евра тоа чини. Вика, ама не се сигурни. И вика, немам сила да донесам одлука. Не знам, да ја викнеме, не знам, ама таа нема толку мојкна одлука, не знам таму која носи одлуката. Јас со незе дискутирав тоа време. Кога ќе знае она дали ќе влагаат сигурно или не? Во моментов вика дека нема да влагаат. А единствена причина е што тоа не знаат колку точно ќе ги чини тоа што треба да го изградат. И ни една друга фирма не се јави? Не. Како е толку атрактивна локација никој не се? Нели Алек беше заинтересиран, ама Алек рече нека влезе да не излезе дека јас да се аплицирам. И овие у петокот му кажале нема време. Сега ја зборев со Алек, викам за повторно. Вика не знам да не излези голем демектел поштат ние го земаме. Затоа викав да се видиме да продискутираме. Почитувани, на почетокот на моето обраќање реков дека ова што ќе се случи за 7 дена не е само референдум за ГТЦ. Ова ќе биде референдум против Никола Груевски и неговото владење и со следниот разговор ќе ви стане јасно дека Никола Груевски е идејниот творец на барокниот изглед на ГТЦ
и тој стои за овој луд предлог. Тој воопшто не се консултира ни со јавноста, ниту со архитектите, ниту со граѓаните, туку тој лично го нарачал барокниот изглед на ГТЦ. Ало? Да, те слушам. А кажи ми, со овој Жерон, што ти го прати Французов, како ти иде? За ГТЦ? За ГТЦ, да. Поставија многу прашања. Сега да проверам Елена му ги одговара прашањето, но во најголем дел се одговорени прашањата, ама немам ништо повратно од ке него. Бев беја ке мене му дававме генералните податоци, го прошетав едно саат време убаво низ ГТЦ. После тоа постави неколку технички прашања, ги одговоривме и сега нема повратно, не знам дали има нешто ново. Да проверам. А вие му одговорите ли на прашањето? Најголем дел се одговорени, се имаше минатата недела последни прашања, не знам дали се одговорен, да проверам да не велаш. Како ти фаќа око тебе тоа? Бака, многу кратко има среда. Не можам да ви кажам дали ќе види или не. Дечко е интелигентен е. И към прашањата што ги поставува се сериозно и не се од него. Се она скици, собствено снимотот. Проблем му е вака првично што каже, што првите два спрата се не се државни, туку се приватни, во најголема мера. Му дававме ние скица кој Дуќан Чифе, кој дури размислуваше. Праша што мисли да се откупат сите Дуќани, му кажаме дека се приватни, се треба. Тој сега генерално да ги имат сотргост и да него. Ако си ги откупи оно од тие, немаме против ние. Нека си влезе од Дилсон, нека си ги откупи. Така? Мислам се дека се одговорени сите прашања, ама да ви потврдам за 5 минути можеме да пишеме се. Океј, ваши. Добре. Драги сограѓани, вела дека оваа борба против Никола Груевски и неговата банда ќе трае уште долго. Но верувајте, нема да биде така. Денеска е многу битно од ова место да испратиме една порака. Почитувани, ова не е борба против ВМРО ДПМН и против членовите на ВМРО. Ова е наша заедничка борба. Следните разговори кои што ќе ги слушнете, ќе видите каков човек бил Никола Груевски. Освен што ги силувал граѓаните од центар, ги притискал, им се заканувал, ќе видите како ги злоупотребувал и неговите сопартици. Ќе видите дека бил подготвен на се, дека ги наведувал на криминал и насилство. Ќе видите како злоупотребува и црква, и чувства на верници, само со една цел, за да ги заштити плацевите на Водно и милионите од Белизе. Последниот разговор од овој сет ја покажува расипаноста и нечовечноста на Никола Груевски. После овој разговор, Никола Груевски мора веднаш да поднесе оставка, а државата да покрене постапка против него. Шефе, извини се, што стана со нешто збориме со ДПО-иве годе што беше она што ги обори центар? Ништо ги обори центар, ама не ги објави во службен весник. Шејтански му каже дека да му доста од рокот 3 дали ги објави од неја, утре истеко рокот. И ќе му даде налог да ги објави, ако не ги објави тоа ќе ги поништи, ако ги објави пак ќе ги поништи. Неуставен ќе ги да остави. Ама пак треба да не уставен, така? Да, мора да. И една сценарий, другата сценарий да уставен. И пак исти треба да се гласаат после, така? Пак треба да ги пак да гласаат. Уставен му ги враќа. Тој пак треба да ги стави на суд. А до тоа што се, окей, шефе, фала. Ама многу е касно, ние сакаме да си го работиме уште од утре тоа. До петок да софре. Ама председателе ги немам материјалите од Совет, не знам на кој закон на кој член од законот се повикува, зашто уште ги немаше доставено. Ајде во петокот попладнето материјалите до нашите советници. Да проверам сега да не ги имаме. Овие Зборичка е работела, за на време да видиме што е, како е да можеме од утре да го работиме. Ама, мислам, јасно ми е мене, само ги чекам материјалите од тоа ги чекам. Да. Не знам на кој член од законот се повика. Во законот за просторно нема основ за таква одлука. Да. Во понеделник свикав и голем состанок за ова
Ама ќе проверам сега, ќе ви пишам. Викни го справено со станокот и сите. Ги викнав и Мартин и Суле и мислам и пишам на секретарка да Да. и сите советници. Ама и понеделник сте тука. У Белград сме. Понеделник сме у Белград ние. Па тие што се тука, ќе имам паналисти. Ќе падне нуставето, а? 100%. Сега. Јас си мислам, покрај тоа што нуставен ќе падне, у петок он да изеде едно пече шамари пред камери. Да влезат граѓани и еден граѓан да дојде да му удари 3 шамари. Јаки. И да си искочи. Можем да договориме сценарио, мислам, ја планирав овие наши да излегува да протестира како што Ама прави. не го повела на никој. Не, добро. Ти ако се раче, џабе Така. нема, ќе знае, ќе спречи. Значи е птено онака, значи тоа е исто како мали џокица замислува нешто, си прави одлука и си пише што сака во одлуката. Подготви го Мартин и Суле да спремаат од утре да маламе. Добро, ги Во имате. петок ќе му составиме едно 2000 луѓе пред центар. Дел ќе си влезат и унатре, пошто нели имаат право граѓани да влезат. Да. Па да видиме, да размислиме дали еден да стане, едно 3-4 шамари јаки да му зврзи пред сите. Не може ништо му се направи. Нема тешка телесна повреда тука, за кривична, има прекршечно само. Добро е советници да прават тие како за буџетот што прават. Како? Нашите советници да прават како за тие што прават за буџетот. Излегуваат да викаат противно на закон, не си ти устав да цениш кој си ти устав да цениш. Да. Ќе му спречи месеница. Тоа е. Нема да може, додаш една седмица. Важи, ќе спреме Мартин. Али да имаме со аргументи да ја напумпаме атмосферата дека прави фалш, за после тоа да има оправдување за тој чин. Важи, ќе ги спремам сега, ќе слушнам со Мартин. Ги имам сите аргументи во момента. Да. Важи, поздрав. Почитувани пријатели, многу од вас, лично мене и соборците со мене, не прашуваат зошто толку труд и енергија вложуваме во оваа борба. Дали сме свесни со какви болни умови си имаме работа и на што се спремни и што се може да направат. Почитувани пријатели, и те како сме свесни. Ама и спремен сум и спремни сме. Со мојот пријател Андреј Жерновски, веќе неколку пати тоа го докажавме. Го докажа во изминатиот период, тоа го докажа и храбрите советници од советничката група. Но највеќе од се го докажавте вие граѓаните, кои трчавте 3 круга заедно со нас. Заедно од се го докажавте вие граѓаните, кои минатите избори заедно со вас постигнавме рекорден резултат во центар на парламентарните и претседателските избори. Но без разлика колку и да не чини и без разлика колку и да треба да се жртвува, оваа битка ќе ја добиеме. Нема да дозволиме Никола Груевски ниту да го уништи градскиот трговски центар, ниту да продолжи да го уништува центар и цела Македонија. Исто како што му ги трнавме рацете од 2013, сега ќе му ги трнеме од центар, сега ќе му ги трнеме и од цела Македонија. Доста е, готово е со Никола Груевски, како што го победивме и трнавме од центар, така за кратко време ќе го победиме и ќе го трнеме од цела Македонија. Да живее слободен центар, да живее Скопје, да живее демократска Македонија. Ви благодарам.